Специјално издание, вторнично издание на вашата омилена емисија Давета прва. Јас сум посебно расположен затоа што се дружам со вас, моите најдобри, најсакани гледачи, и навистина сум посебно расположен. Од друга причина затоа што се немам видено одамна со едни мои драги пријатели, а ваши омилени јавни личности кои јас сум сигурен дека овој вторник ќе направат одлично шоу на Прва скопска телевизија. Таа е една од најбавите наши водителки и можам да кажам дека таа е синоним на водителка која нема его, која нема суета. Навистина е одличен човек. Станува збор за вашата омилена Ивана Јанковска. Ивана, добре дојде во Давета прва. И благодарам, Давид, на прекрасната најава. Најпрво сакам да ти честитам за овој твој нов проект. Прв пат сме гостиеве тука кај тебе, така што прекрасно изгледаш, како и секогаш имаш некој гледа, имаме некој сличен стил. Тоа нешто може некој знак. Ама ти имаш ставано тука. Ја ќе го извадам, не е проблем. Ќе го извадам. Ќе препуштам понатак. Има одерено леопард некој има ставено и Го слушавте неговиот прекрасен глас, а ќе слушате ми негови песни кои ќе ги пее, се надевам, во живо. Тој е вашиот омилен пејач, една голема, слободно би кажал, балканска звезда и најдобриот машки вокал Александар Тарабунов Тара. Тара, добре дојде. благодарам на најавата, нека ти е честито новата емисија, новата телевизија, каде што водиш и да ти се множат успеси. Фала ви многу. Дечки, како сте? Јас сум одлична. Прекрасно се чувствувам, преубаво друштво. Да, супер. Мислам, Не може нешто друго да кажеш, мора да е супер. супер е, Ивана е многу позитивна девојка, ја знам од поодамна, мислам вредна девојка, позитивна, ти си позитивен, откачен. Така да супер е. Без соков сум моментално. Да. Како? Без соков викам сум Кај ти е моментално. окото? Па многу гледав Ивана, знаеш, дека спремав Аха, емисијата ти по истече видеа, окото по ја по- зумирав. по Инстаграм. И да, и ми се здатна окото. Ти се зад на око. Од убаво или од неубаво? Од убаво, се разбира. Да. Од бујност, од убавина. Од бујно, што па? Атрибути. Биде вака, јас пред да почнем емисијата кажав нешто. Боја да Јулија, него да Жулија, така да? На што алудираш? Оставам. Многу сум среќен што сте заедно, а заедно од кај ми е познат тој збор? Па да, твојата нова песна Чекај сега заедно. да не сватат погрешно, ние не сме заедно, ние сме Ко сте заедно во оваа емисија, Колеги. сакам да кажам. Колеги, да, соговорни. соговорни. Плаши да појдат твое ме знае, така да ќе... Така да, да. Не, Многу да не сакам свати сок од некој калинг. Многу сакам сок. сака сок од калинг, а? Да. Цеден, така. Цеден ладен, се разбира, ладен. цеден, да. Ти сакаш сок од Па калинг? и јас сакам, да. Али мислам Секаков сок. од зрела калинг. Зрела, Да. зрела. Зрела ли е калинката? Зрела е, да. Тоа е најбитно. Кажи ми, од каде инспирацијата за оваа песна твоја? За заедно? Да. Па зборот заедно ми зазвуче многу моќно и тоа ми беше инспирацијата да почнам да ја пишувам песната. Ако ти кажам колку спонтано ја напишам, мислам текстот како го пишував, ќе се чудиш, ќе речеш овој малце улала е. Текстот го пишував, водам пешки низ Скопје и сега ми фали збор. И среќам мајка на еден мој другар и викам да си помуабетам, викам како си? Еве вика само што ги нахранив децата и вика е си одам на кај дома и тука она ми го кажа како се разминавме, ми текна на зборот само ти можеш да ме храниш со љубов и така од такви Се инспирираш. спонтани Да, работи излезе Создава целиот. ремек дело. Па кога сака човек да направи нешто, ама онака со цело свое срце кога си фокусират да го направиш нештото, не знам, само си се склопува. Ама И добро, тоа ти не во е само секоја тој текст. песна, да. Ти во Не е само секоја тој песна. текст, еве, исто следнава песна после заедно што треба да изводам. Е стварно многу длабок текст и знам тогаш имаше некое невреме. Почнав да си играм со зборови. На крај кога се склопи целиот текст, се зачудив уствари каква не знам, каква порака целиот текст, колку е длабок текстот, а од играње на зборови. Ово заслужува аплауз. А јас Така и- сакам само нешто
да прашам, се извинувам, дали затоа што не сакаш да мислат луѓето нормално дека сме заедно, ме стави тука во кјош да седам. Па не знам кај да те ставам сега во средина. Пополека ја, ала. Само тука ми кажа, полево ти скроз. Да, не дека ќе ме кажи. кара. Ивана. Што сакаше, се извинувам. Да завршиме тука. Мало е Се извинувам, доседот, се тама си е за тебе место и за мене место. Не знам, а овака ако те ставаме птен луѓе ќе помислат стварно сериозно. Дека стварно сте заедно. И после тоа, од калинка ананас ке пие. Белја. За те асоцирано на ананас. Да, но убав ананас пио Милено Ловош. Зрел, така? Зрел се разбира, да. Не знам, поратамо добро. Иван одмah си почна со прашања, мислам дека таа веќе е навикната и таа се чувствува буквално како да е водителка и во оваа емисија, но мене ќе биде често ако таа си ја превземе оваа улога и малку ако ме замени, што мене нема да ме представа некој А проблем, зашто туку не ќе пробате двајца на некоја емисија, си водите? Стварно супер може да биде. Зашто да не? Зашто? Зашто да не? Естрадата ми е толку И вие мала. ќе си седите овака на двосед, а таму гости. Ке се скараме кој попрво да кажува прашање, Да, кој да 100%. поставува вака, може Нема да се скараме, затоа што не знам колку нашите гледачи вие верувате во хороскоп. Јас сум рак, а Ивана е лав. А жена лав со маж рак на вистина многу добро се согласуваат. Јас ова не го знаев. Може Да, јас многу пратам астрологија, покрај тоа што веќе сум дипломиран новинар, сега завршувам и еден курс за астрологија. И многу ја пратам астрологијата, така да Ама Ова не знаеш си го измисли сега во моментот вели? стварно ти кажам, стварно ова е факт. Значи Дека дипломата рак, да добие за многу- астрологија, да ја покажеш јавно. Ама сакам да кажам дека имам многу другарки што се ракови, во врска никогаш не сум била Маж со жена. Маж и жена. Не знам, немам ни другари, ниту пак некој рак, ама женски А јас сум другарки имам близнаци. полно. Можеш Со кој овака си Со одговара? лав повеќе. Со Со лав. Лав сум му подзнак. Па добро, да. Ви кажуваш дека немаш нели другари рак, кои што се ракови во хороскоп, но може да имаш некој дечко на пример кој е рак убав вака со брада на пример. Стварно да ти Може би дечко ќе имаш? имам, А, може би ќе имам во иднина. Кажав дека не сум имала до сега врски со ракови, ниту другари, ниту љубовни врски. А гледат Ниту иде никакви. му абетот, дали бил Така рак, да, дали така бил да, риба. Најбито е да Може се Муабетот со да ти да си се дружите, тоа е најбито. А ние да си продолжиме со нашиот муабет, Ивана, морам да те прашам, многу млади луѓе мислат дека ова е една убава, мислам е убава професија, не можам да кажам не, но е навистина тешка. Тешко е да се работи естрада, тешко е да се работи како водител. Од каде желбата и од кога почна да се занимаваш со оваа работа? Ова многу често го кажувам и во моите емисии, дека не е се така едноставно, пример луѓето тоа што го гледаат сите нашминкани, средени, насмеани, пример не знаат дека во позадина може да оди радио меф. Не Што знаат значи дека тоа? може да Што значи тоа? Еве не знам Александар Тарабунов Ајде, Тара. може да каже. Не знам што значи тоа. Не. Радио меп. Тоа кој идеме на пат, кој имам слушнато, мислам Прилепско радио. Браво, поздрав до Доаѓа оддале. Не. поздрав до мебовите. Сакам да кажам Еј, всушност дека Каква реклама, сега имаш и пари да им барат. Ивана, Сакав само да кажам дека сето тоа што го гледаат е толку многу фино представено на сите тие гледачи кои што се моментално или кои што ќе ја гледаат подоцна емисијата, а не се всушност тука на лице место да ги видат сите тие работи што се случуваат позади камерите. Така е, пред да така е. започне за времена, па и после, како и да е. Ме праша за моите почетоци беа во Битола, бев на временска прогноза, така започнав. Стварно? јас. Да. Кажував какво е времето. Денес времето е баш сончево, одлично. Не знам частичките до кој степен се стигнати. Може да те Опет прекинам? заборавено ми е. може да те прекинам? Ајде. Дали некогаш си работела во Радио Меф? Не. Нема баш би сакала да ме контактираат затоа што ето така некако многу звучно ми е името и сакам така да ме контактираат, да видиме со Тарабунов некоја емисија да имаме. На радио може, Зашто? да, може. Тогаш морам да ти го поставам следно прашање. Знаеме дека учествуваше нели во шоу во Бугарија, во талент музичко шоу и така натак. Можеш ли еве конкретно дали за Бугарија, дали за Србија, твое право си, да направиш една компарација измеѓу нивната сцена и естрада со нашата? Која е подобра? Нашата секако дека е подобра. Мислам, нашата сцена е најдобра на Балканот. Со оглед на тоа дека зборуваме за естрада, тука ни е девојка која се занимава со естрада, тоа е Ивана. Морам да те прашам, ама искрено да ми кажеш. Ајде. Кој ти бил до сега најдраг гостин, а кој ти бил најдосаден гостин? Најдраг гостин? Да, за твојата емисија Старс.
Можеби сега лошо ќе звучам заради тоа што од десната моја страна може некој да ме искара. Најдрага гостинка можеби ми била Стимател од таца. Јелена Карлеуша ми била најдрага гостинка затоа што не знам, во нејзе така некако многу ми е шоумен. Другото што ме праша? Другата е прашам кој ти бил најдосаден гостин? Најдосаден имаше исто така едни срби што ми биле многу досадни. Како на пример? Стендап комичари, толку стендап комичари, таа ми се ми беше досадна. Со оглед на тоа дека Зашто ти беше Срби. да знаеш што прави? Не ни одеше, никако муабетот не ни тргна. Затоа што имам нешто да кажам тука за стендап комичарите. Многу се добри на сцена, но не е исто кога се во студио. во емисија. Сега не зборувам Да. за сите, не биле сите кај мене, биле многу малку и затоа можеби не сум ги викнала повтор. Да, и мене ми се има случајно така со Навистина, со очекувам комичари, да. пример дека кој знае што ќе се случува, а уствари не можеме да настапувавме тргнеме. со бендот на отварање на еден хотел. И не знам, луѓето собрани и требаше он да води. Луѓето си јадат тука бифтек, не знам. Значи никакво внимание да се свртат, да дадат, знаеш. И газа да мика почнувате вие со бендот, ние почнавме. Супер забава почна да се веселат луѓе и сега викам ајде сега дајте аплауз, знаеш. А тие? Тој и човекот излага, овие гледаат 2 секунди пак се вртат, пак си. Леле. Не, викам, Чудна работа. а не дека он е лош. Значи, луѓето така, во Може тој да го момент будено. така се случи, да. Да. Не, едноставно не беа Не, заинтересирани јас зборам за смеа, само за музика и тоа беше тоа. Јас зборам конкретно само за во емисија и на сцена се многу различни. На сцена, пример, можеш на вистина да се насмееш. Знаеш од зашто ќе срце, ти кажа чечко ти а Давид, тука, затоа што таму ај. прават пари, во емисија не прават пари. Затоа. Па може. Да. Ајде да видиме ајде, какви се следниве гости кои ти биле тебе во емисија. Сега нема веќе дипломатски одговори, сега ќе мораш да одбереш еден. Или Андријана Петрушовска или Александра Јанева. Кој ми бил подобар гостин? Подрак. Подрак. Подобара личност, тебе повеќе ти се допаѓа небитно. Андријана Петрушевска. Добро, зашто? Затоа што ми е приватно блиска. Океј. А Александра Јанева? Александра Јанева ми била една од најубавите емисии, го кажав сега. Значи Андријана е одбор. Значи, пак ти одговори политички, Буквално гледаш? имавме Е, среди. концерт со неа. Средно. Дали не беше така? Концерт имавме. Аман, Да. сепак не се дружиш со нејзен. Точно. Да. Можеби не сакаш или? Па не сме оствариле некој контакт, не сме се слушнале за да пиеме кафе. Може Па би еве сега затоа јавно што- побара. Не знам И дали- Андријана е инаку во познак лав, така да можеби затоа. Не, па се согласувам со Да. Лав, така што Борко Ристовски или Димитар Атанасовски? Се види, Борко е министер. види, двајцата се многу добри соговорници, апсолутно. Можам да кажам дека со Димитар имаше многу повеќе смеа, поради тоа што он е многу поопуштен, а како што ја кажа и самиот, Борко е моментално министер и кај него самата функција не дозволува да може да биде толку многу опуштен, макар што имаше и со него смеа, не знам. Да. Тогаш Ти ќе го одговори одбереме. за Димитар ќе го одбереме, Димитар. ако треба веќе да се бира. Сега искочи овие млади генерации, моја генерација, кои што некои ги викаат, вака читам по коментари, аутотюн генерација, кои можеби не се толку талентирани пејачи, но со помош ова нова технологија прават песни. Кој е твојот па, став? Аутотюнот не е од сега, мислам од 80-ти години. Но има го некој- знаете точно и дечкото кој што го има измислено аутотюнот и тој има изградено цела кариера со помош на аутотюн, а не знае да пее. Да. Ама, Црнец, не знам тоа. а овие сега птелни што се млади дечки од Македонија пеат, че знаат ли да пеат? Па, Еве, не на пример, знам, има доста Јанг Деди, дали знае да пее? Па вајда знае дечкото да пее, не знам. Имаш Беше прилика? во емисија, да. Да. Да, Сигурно вајда си го знае. слушал, вака некаде. Да, па некој да не знае да пее, може да има ритам, знаеш. И тој ритам со помош на бит може да извади добар грув, да биде интересен. Подобро ли пее од тебе Јанг Деди? Јанг Дади? Не знам, не би рекол. Значи ти сепак. Мислам, ја, ако ме прашаш, не знам, на никој не би му се, не знам,
предадол дека подобро пее од мене, зашто јас си знам дека си имам своја уникатна дарба за музика. Квалитети, така. И тоа секој музичар кој што е музичар вистински си се слуша сами од себе, мислам, сам си се бараш во интерпретација. Ти на почеток ќе почнеш, мислам, сите на почетоците имаш идоли, почнеш да имитираш некој помалце, па од сите тие гради своја интерпретација. Многу големи светски звезди така почнале, знаеш, ќе слуша прво некој, па ќе украде некој украс нешто, па после ќе си направи своја интерпретација. Мислам дека секој треба да си се слуша сам себе прво. А и да биде И да уникатен. биде искрен, искрен, зашто така музиката е. треба да биде искрен. Така е, таа емоција Али се супер пренасочува. дечки се, Јанде Одлично. има доста квалитетни. На кој момент од твојата кариера до сега си бил најмногу горд? Има доста. Најмногу горд на Макфест, кога се појавив како дебитант, тоа е 2010 година, и тогаш беше македонската сцена. На највисоко Па можно. да, во најјакото беа, не знам, Врчак, Дани, кој беше други, Нокаут, ако не се лажам, не знам. Да. Дули Коки беа тогаш. И јас се појавив од дебитант и зема втора награда со песната Кажи кој ти има. Тогаш ми беше за мене тоа нешто нереално. За мене како помлад, мене ми беше 2023 со крилјата. А, Тоа со беше крила. на абстракција, тоа беше, не знам, тоа беше стварно со свет. песната Тажен Свет. слави. Тажен слави. Тоа е од една од моите луди идеи која ќе ми влезе во глава. Анекдота. И која ќе ме фати и дека морам да го реализирам тоа. Сака да лета. Заради Сакам да тоа, летам високо како мал, да. И тоа можеше да заврши фатално, значи да Значи, висам се за кариера, да. на една овакво, зашто на пробата која што ја пробав негде 7:30 вечерта, а од 8:30 почнуваше фестивалот. И имаше, не знам, 5 секунди додека иде таа како најава. 5 секунди, две деца треба само да ме закачат. И толку се трга. И ајде вика да пробаме, и јас стојам и пробува да крева едно незакачено, викам. Значи ова темалам вечер да не се случи, зашто ќе Надево. висев Да, овако. лелеи. Па препотување, па знаеш. Ти беше страх да не Зашто паднеш се во е секој живо, случај. да, се Така е е. момент да не, Така па е. одгоре ми кажуваат може да ти падне цело овакво на место да остане. Викам, ајде идеме. И се заврши како што треба. Ќе продолжиме да збориме, но со оглед на тоа дека ја прекинав Ивана, ќе се извинам, ние продолжуваме понатаму со Или. Има многу А, уште интересни. има, извини. Да, да. Или те нападна со или. Специјални со овие луѓе, според мене, специфични луѓе кои што ти гостувале во емисија, ти мораш без дипломатски одговори да одбереш еден. Само да ги прочитам, да не ги заборавам. А зошто да одберам еден пример? Кажи ми по што, по добро, по лошо, да ги Кој сакам. тебе тој подобро? посебен впечаток е? Посебен впечаток, значи може да ми остави и по лошо и по добро. Да, ти ќе си одбереш И по јас добро. ќе си одберам. По По добро. добро, добро. Александар Тарабунов или Давид Давидовски? Ја, види го. Александар Тарабунов го знам многу повеќе од тебе, Давид, така што сепак би го избрала него. Леле, како ти го кажа, Така, ова сигурно. стани. Го познавам Се многу шалам. на вистина повеќе Што од било тебе. светло тука, ништо не гледав. Тебе да западе ова? Дај сега, не сакам да те гледам сега, сега сум Окото тинат, сега сум тинат. Ама морам да кажам дека еве нели сум тука, значи те почитувам и дека ако сум те викнала во емисија, те почитувам, така што мислам дека доволно е и тоа, така? Така е, фала ти многу и на вистина Еве можеме... супер дечко е он, само овака на Инстаграм многу луѓе го леле ово е ова, нема врска, супер. Ама знаеш зашто? културно Зашто ги човече. одследува, ќе ги заследи. Така е. Добро, да. Кој ти Не. го кажал тоа? Ама и става некој, не знам, со ѓаволи, со ножеви, ти не си тако. Тоа е во живот. Халоуин. Тоа е за Не Халоуин. знам што е таму. Тоа е денот на што све вечерката, нема тоа е стаја. интернационален Ака, празник. Сега види, во денешно Али он време си знаеш. Да. А кој да сум осредил имала страшна јака причања, јас се може да поднесем, само не можам фолиранти. А дали се работи тука за фолиранти, ке да знаеме сега. Ангела Апостоловска Петревски или М, твоите колешки од Старс шоуто? не ми биле гостинки Но те биле колешки, еве. и уште Малку да ми направиме е едната, така што ете таа едната што е со мене, секој Ем? ќе ја изберам неа. Да. М. А тоа што се случува со Ангела? Ангела се реши да си отвори свој сопствен проект.
Можеби моето шоу или емисијата Старс и помогна да дојде до контактите кои што можеби не би ги имала и нека ја со среќа. Да, би била ли гостинка кај низ? Не знам дали би Валезина. ме поканила, иначе би била. Значи вие сте скарани. Не сме скарани како Ека зошто да не те покани не тогаш? знам дали би ме поканила. Па блиски бевте, заедно работевте. Водителка, може би си има друг фазон на гости да си кани само... Не би истите се од кај тебе, истите и од кај мене, истите се. Не знам зошто не би те поканила. Скарани сте, да? Или не? Не бре зашто да сме скарани, Добро. човече. Добра. Само сме разделени, мислам, секој си го бира патот. Вака, во животот е многу важно, сега кажам една работа која што е многу важна. Доколку не ризикуваш да направиш нешто, никогаш нема да успееш. Секој треба да направи чекор плюс за да направи нешто повеќе за себе. Но секогаш треба да се гледа, затоа што кога човек ти подава рака, никогаш не треба од таа рака да гризеш или да правиш нешто за да и наштетиш на таа рака. Само тоа имам да го Ова кажам. не е го кажа. Не, Давид ме праша, јас му одговарам само за и за секој човек општо кажувам. Така е. Примери ти како пејач. Ама може би алудира на Колку е Ангела. нов бунар, стариот него плуга, така? Така е, Ете така. Тоа е многу... И каменот боли од близко. Кога веќе зборуваме нели о поговорки, така ли е? Нека биде така. Кажи ми анекдота некој интересно од снимања. Еве со Тара зборувавме за Тажан Славе, за Макфест. Леле, ајде па текни, нека ми текне. Не ми текне. Сакаш да ти ставиме време да размислиш? Ајде, може, не ми текнува сега во моментот анекдота од снимање. Нешто се десило. Може да биде лоша анекдота. Па може бе, може, како не. Имав гостинка која што ми дојде, А таа се вика? таа се вика Александра Радовиќ. И кога дојде, јас си пружив поштено рака за да се поздравам со неа. Седеше вака во шминкерница кај нас, додека ја шминкаше наш шминкер Октај. И јас си пружив рака за да ја поздравам, ти кажам дека јас сум водителката, дека јас сум ја поканила да гостува, само ми кажа извини, само што си измив раце, не можам да се ракувам со тебе. Океј, реков. Добро. Така да. Пак да ја ви. Да. Ете тоа. Мене така ми се случи со Лепа Брена. Што збориш? Да, во Битола пее пред нејзиниот концерт, како пред група, не знам тоа како го викаат. Да, загревање на атмосфера, обично. Да. Сум пушто И такви мали. седевме цела вечер заедно, мислам јас до Лепа Брена, со нејзината пријателка која што иде на сите нејзини настапи. Цела вечер си седевме, се дружевме, се смеевме. И на крај викам за спомен да си имам слика. Значи она стана да отпе Абе за на Инстаграм и се кажеш. враќа, да, ма и спомен, знаеш. Да, бе, да. Викам дали може да се сликаме, вика па извини, ама вика ја после настап вика не се сликам. Добро, Фала ти жива, многу. здрава си. Што ни каже, отпиша две песни. Види, ајде тоа е многу по-окей. Да ти кажа не Како се е снимам окей, после да, настап. може би испотена испотена или било она, што, да. ама некој да не ти направи здраво. Мислам, тоа е Па основна се. култура. А кога Измиени заврши биле снимањето од- се поздравивте ли барем? Се поздравивме, се Значи си ги изгушивме спрљала пак еднаш. ракцата. Што не рече, чекај кидам и јас ки измам рацете, може да се поздрави. Да, веќе сти, бити Да га е. става со сода се. Да. Прљаш убаво, не? Да. Или со доместос нешто на рацка ставаш. А не, па само може да се У око да спукаат. место си ставаш. Многу убави ногти Раци, имаш во чисти секи се. случај кога сме раце. Мола? Убави ногти имаш многу. Убави ногти, ти злагодарам, Да. гледај во тон ми се. Многу, браво. Имаме нели гледачи кои што имаат различни фетиши, така да некои уживаат во секој случај. Ја спомна Лепа Брена, морам да дадам тогаш еден предизвик кој што вика вака. Јас ке ти поставам едно прашање. Ако не сакаш да ми го одговориш, Ајде. ако не сакаш, тогаш ќе отпееш од Лепа Брена песната Чик погори. Ајде. Ајде да го слушаме прашањето. Дали е точно дека си бил со девојка која е помала од тебе повеќе од 10 години? Па девојка ми е. Добре, јас да си... Точно, да. Да. Жена Колку е помала од ми е тебе? девојка, да. Жена ќе му биде. Колку е години помала од тебе? 11. 11. Како ни сините реагираа кога дозна? Супер. Мислам, најнормално. Тогаш, дали е точно дека си бил во врска со пејачка за која никогаш не сакаш да зборуваш јавно? Ако не сакаш да говориш, Чик погори. Не е точно, не знам со која пејачка сум бил во врска. Може Не. за една врска за една ноќ. Да, си бил не со е нека врска, пејачка. тоа е мување. Ти се мувал со нека пејачка на нашата естрада? Порано сме правеле глупости сите. Со Мислам. која? Со, сега да кажам јавно. Чик глупости. погоди тогаш. Чик, чик, Погласна. погоди, што требаш да ми годи, чик.
Вистина дека не сакаш турбо фолк? Па не дека не сакам. Мислам, јас слушам секаква музика, во секоја музика има нешто добро, во секој жанр. Така. Али такви селјачки, не знам, некои песни, не можам да ги поднесам. Што подразбираш ти под селјач? Па не знам кога е нешто апла селско, не можам да го слушам. Ме нервира. Мислам, ми боде, мозок ми боде уво, не знам како да кажам. Кој е тогаш твојот став за, не знам, за песните Кога е на... нешто селјачки, без везе направено, се Ја слушате ли последната песна на Марија Луиса? Ама јас сакам тебе нешто сега да те прашам. Ти па во секоја емисија ја спомнуваш таа Марија Луиза. Некој човек ќе си помисли дека си заљубен во публиката или дека не знам имаш фетиш и нешто кон неа. Па може да имам. Ај одговори тогаш. Па ајде кажемо тогаш, кажемо добри Не знам, зборови. не, супер. Последната Се- песна ја слушна? Не јам слушната, не. Не ме Кој е твојот став за тие нели песни? Дали тие спаѓаат во таа категорија на селјачки? Па не знам, ја немам слушната песната да ти кажам. Да, добро зборуваме еве на пример од типот на Сузана Гавазова или на Велевска, немајте песни. Па Во која имаат категорија? они добри песни, добри хитови има. Да, имаат, стварно имаат големи Да, песни. се гледа дека се одработило тоа, не е туку така направено, знаеш, замачкано, не е без везе. Баш кај што го слуша голема маса, е добро. Значи е така. добро, така. Тогаш Тогаш сега има критериум, зависи Да. кој што слуша, знаеш. Абе направи. Затоа си има, нема шокер, јас Кажи. изборам како што да, тоа се негов став, така е, така многу е, е така. тажно што За критериуми не се процентуално дебатира. кај нас се слушаат многу повеќе такви селски музики отколку што вистинска музика која што не знам ќе ти направи да се чувствуваш убаво, не да те тера да се брцаш со нож у око, ме разбираш? Ама не, Или да стварно не се глумиш правам на некоја- будала, ама стварно не можам да разберам кои се тие песни. Не можам, дај ми еден пример, молим те. Како кој се ти? Не ги знам тие селски песни Како кои бе се. не ги знаеш, Не па ги ги знам. стават секој ден на Инстаграм. Како не? Јас, сакаш да кажеш дека сум селјачина? Па не си селјачина, ама ставаш такви некои шабански песни без вези. Стави малце бава музика, така и ти ќе почнеш да растеш како личност, не е така? Јас Не, ставам од не. Тука многу сега пејачи. веќе навлеговте во сите имаме различен вкус. Така е, али сакам да кажам, многу подобро би било кога би се слушала. Ама ние сме Не Балкан. знам. Ние сме Абе, Балкан. да, ние сме биле Балкан и пред 20 години, па- Повеќе народно, не знам што се слуша. Да. Сите, тоа си Е, па слушаме. Ама порано се слушало и... Ама чекај сега. Слушаат народно, Чекај, старо народно. мешаме баби и жаби. Порано се слушала квалитетна музика, значи рок н рол. Имало страшни групи. Така, а сега што се слуша? Джингрлака, джикица, ајде на Порано тацна се се. слушаше Джингрлака, Джекица, Благица, Павловска која пееше. Ама Благица Павловска, да, али Мислам и Младите Денерес ја пее зборам. како и да е. младите растеле со една квалитетна музика, која што многу ми е драго што полека се враќа, не знам, музиката, се раѓаат нови бендови, знаеш, кои што имаат да кажат нешто, што имаат добра порака, а не да ми плямпа тука глупости, песна, не знам, и некој ритамче ставено тука конги, Ја, тоа ми е слушате- селско, искрен, јас сум искрен, и ми Конги. е гајло. Јас се борам за да луѓето почнат да слушаат квалитетна музика. Значи имаш квалитетна музика и шлям. Шлямот не го поштувам. И тоа е тоа. И за мене каква музика слушаш, таков човек си. Примерно, Значи јас Кој сум што селјак. сака може да ми каже, тоа е за мене Чекај. жива Не, вистина. добро. И тоа го Баба- имаат кажано Да. и Дейвид Боуи и многу, така е, многу... така е. И Светлана Ражатович. не, кажува музиката за Така еден е, човек. значи што слушаш, таков човек си. Добро. Така да Па не е лошо бирајте да се што селја. слушате. Реално, не е лошо да се селја. Продолжи Така се е, прашање. Па, Селјак дали не е да лошо. сметаме дека е некоја навреда, но тара не, ние се шалиме сепак ова е забавна емисија. Не, добро, Така е, ама мора ви поставам треба- посериозно прашање. Дали некогаш вие сте се соочиле со хејт? Со омраза? Негативност од народот? Да, има. Знаат да пишат коментари на Што најчесто, зошто е тоа така уствари? најчесто тие такви што пишуваат работи кај мене ретко, мислам не е било многу да нешто да ме хејта некој, али некој кој знае да каже абе овој не можам да го гледам или нешто, тоа биле лажни профили, Спамови. па такви кај што нема смелост да напише коментар и да стои за тоа што ќе го каже. Али не знам, многу некои хејтови на мене немаат тоа.
Кај мене коментари можда не толку, ама пример ако не враќам на личности, ако не враќам на пораки, а се водат монолог, пример монологот прво може да е добар, потоа да станува Да се размени својот тезичен и да. после тоа на крај веќе настапуваат страшни навреди. Она па може да и закани. Ај, си имала закани до сега? Има, све. Што најчесто знае некој да ти Не напише? најчесто не ми се закануваат секој ден, фала му на Добро, Господ. еве, фала му на Ама Господа. има така закани сега, тип на, не знам. Ако вратам на некој коментарот и некогаш знам, ако ми е досадно да вратам на некој коментар, да го здоболи некој, знае да ми врати, не знам. Како издржа таа болка кога почина мајката? Па види, родител си е родител. Нема те Една е прашам колку мајка. години имаше? Така е. Да, 63. Не, ти колку имаше кога мајка ти почина? Јас, па тоа било пред 4 години, 29. Релативно многу млада. Да. Загуба на родител си е загуба на Загуба родител, си, мислам, Да. не се опишува таа болка, никој да не ја почувствува, барем не додека не дојде време, иако тоа време мислам дека нема време. Кога е? За тоа. Имаше ли поддршка од некој? Има Од другарките, да. Тоа татко те поддржа во тие денови, беше со тебе. Чекај, како ме прашува, не можам да му одговорам. Мојот татко, дали ме поддржа? Можам да кажам дека јас му бев поддршка на мојот татко во тие денови, затоа што мажот и жената се тие што се дома. Детето е тоа што веќе е пуштено и живее само надвор. И, пример, они имале брак 40 години, а јас сум била надвор од дома 15 години. На кој повеќе реално му фали човекот? Тој што Тие живеел... кои биле заедно, да. Нормално е, значи поддршката ако некој ја имал тој од мене. Колку сега ти фали незиното присуство, еве сега во овие твои успеси кои ги нижиш? Знаеш како, многу често знам да кажам дека 100% сум сигурна дека е тука некаде, дека ме следи, ми го следи чекорот, ме гледа, ме држи цврсто за рака, гледа што правам, внимава каде грешам, ме кочи каде што не треба да продолжам, ми дава сила таму каде што треба да преминам и да ми недостасува многу, можеби најмногу заради тоа што би сакала да сега може да го види тоа што го зборував тогаш кога беше жива, што не можеше да го види. Јас сум сигурен дека некоја магија има и дека таа го чувствува сето ова и дека го гледа. Сигурно сум и јас. И јас сум сигурен дека таа е многу горда на тебе. Фала ти за искрениот одговор. Драги гледачи на прва скопска телевизија, јас се надевам дека ви бевме доволно интересни за да не слушате до крај. Има прекрасен соговорник што ми е Трбунов во случајов. Не ми е соговорник, него ми е Сопатник во ова шоу. патување. Ето така. Во ова шоу. Знаете вие која емисија е најдобра, затоа уживајте со Давид. На прва, фала ви!